Време е за листа за 300, затоа опуштете се на вашето милено место и уживајте во наредните 40 на минути, затоа што нашите надпреварувачи ќе дадат се од себе, нели, за да ги задоволат вашите квизачки потреби. Се зезам, ќе се надпреваруваат како и секогаш за парична награда. Да не должам повеќе, прво ќе ги повикам домакините, односно победниците од минатото издание на нашиот квиз, односно од изминатите 4 изданија на нашиот квиз, за тоа се Мајк и Филип. Повелете. Здраво, Филип. Здраво, како сте? Добро, расположени. Денеска пето последно издание на листа за 300, за оваа сезона, таман работа. До сега имавме супер учинок до минатата емисија, кога мала грешка направивме со Норвешка баш на последното за 300 евра. Искрено, многу ми беше без везе. Криво ми беше затоа што не сакам на последното парите да отидат. Тоа е. Никаде да не отидат, уствари, со други зборови. Денеска имате нови противници, ќе треба да ги елиминираме и повторно да атакуваме, нели, на парична награда. Баш ме интересира како ќе биде целата работа. Искрено ви посакувам и денеска да земете 300 евра, па со 300 евра да завршите целата оваа авантура за крај, но ќе видиме како ќе бидат работите, да. Ни тргнал надолу на 300, 150, 100, па 0, сега нема каде надолу. Нема каде надолу, точно. Одиме одма. Може само нагоре. Ете така, и тоа одиме од највисоката. Така беше, нели, претходно генезата на нештата, па сега повторно така да бидат. Мораме да видиме противниците што ќе. Точно така, вие битно расположени сте и денеска за игра, така. Нормално. Во ред, да не сакате да додадете нешто? Па не. Тоа е тоа. Поздрав до Магнус Карлсен. Голем поздрав. И денеска домакини за пети последен пат. Ке ми фалите како и да е, но знам дека ќе се дружиме и наредната сезона повторно. Па домакини, да не ви го одземам повеќе времето, повелете во домакинската кабина. А во нашето студио секако се и нивните противници денеска. Во улога на предизвикувачи Михаел и Марио, повелете. Марио, здраво. Михаел, здраво. Браво. Како сте? Добри ли сте? Супер. Може понаваму да дојдете, да не стоиме на ивица. Расположени сте да си го пробате, више сте имате неколку пати пробано знаењето, знаеме дека знаете, но денеска да видиме дали ќе успеете да ги елиминирате едни од најквалитетните учесници во листа за 300, мислам, воопшто не е. Онака, дали сме подготвени? Подготвени. Воедно сакаме да им честитаме на противниците за петото учество. Секој што прати квизови знае за каков тандем станува збор. Така е. Нека победи подобриот. Точно така, нека победи подобриот и посрекниот сега во оваа ситуација. Значи, нели, треба понекогаш и нештата да се наредат за се да биде како што треба. Михаел и Марио, да не сакате да додадете нешто, ја мислам дека и вас ве знаат добро веќе надпреварувачите, нема потреба да ве запознаваат одново. Да не сакате да поздравите некој нешто? Да ги поздравиме сите што не гледаат. Сите што не гледаат, поздрав. Голем поздрав и од мене до сите кои што во моментов гледаат листа за 300. Поред, не би го трошал повеќе времето, почнувате како предизвикувачи да видиме баш до каде ќе стигнете. Ваше предизвикувачката кабина, повелете. Мајки Филип, односно Михаел и Марио влегува во нивните надпреварувачки кабини и сега останува на нас да ги провериме дали работат онака како што треба, дали за да си продолжиме со листа за 300 без никакви проблеми во продолжение. За таа цел прво ќе замолам да исклучиме кабината на Мајки на Филипа. Михаел и Марио, дали се слушаме? Се слушам. Одлично. Си знаете, веќе ако имаме некаков проблем ќе ми кажете, ако нешто не е јасно, ќе ме прашате. Сега ќе исклучиме вашата кабина, со среќа во продолжение, за да провериме на домакините Мајки и Филип дали се слушаме. Слушаме, да. Одлично, домакини, со среќа во продолжение. Фала многу. Пети пат последен за оваа сезона. Па ќе речем уште еднаш, со среќа. Фала. Ете, драги гледачи, сите се уверивме во исправноста на нашите надпреварувачки кабини, сите се расположени за игра, па кој сум јас да ги кочам во истото. Затоа, започнуваме со првата лицитација, како и секогаш, а темата за истата гласи. Зборови на 4 или 5 букви кои почнуваат со В.
Бараме зборови од 4 или 5 букви што се содржат во македонскиот дигитален речник и кои почнуваат со буквата В како Валандово. Без обзир дали се именки, глаголи, придавки, предлози, прилози и така натаму. Секој збор може да го кажете само во еднина и само во еден род, без членување. Не се признава лични географски имиња, имиња на компании, кратенки и така натаму. Мајки Филип, дали не е јасна темата? 4 или 5 букви, зборчиња на 4 или 5 букви кои што почнуваат на буквата В. Михаил и Марио, дали не е јасна темата? Да. Одлично. Знаете, драги гледачи, дека први со надавање при првата лицитација започнуваат тековните предизвикувачи. Денеска во таа улога се Михаил и Марио. Ќе ве замолам да исклучиме домакинската кабина. Михаил и Марио, кога ќе имате понуда, кажете ни. Само да препрашаме, значи зборови на 4 или 5. Да, кои почнуваат на буквата В. Добро. Да. 5. Започнуваме со 5. 6. 6. 10. 10. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 27. 21. 22. 22. 23. 23. 25. 25. 26. 26. Едно повеќе. 27. 28. 28. 30. Заокружуваме на 30. 31. 31. Едно повеќе. 32. 33. Едно повеќе 33. 34. 34. 35. 35. Ајде нека одговара. Да одговараат. Мајки Филип, имаме 35 празни полиња кои што треба да ги испишеме со зборови на 4 или 5 букви кои почнуваат со буквата В, доколку сакаме да го освоиме првиот поен денеска. Епа, мајки Филип, кога ќе бидете подготвени, може да започнеме. Може. Со вага. Вага. Така е, точен одговор. Ваша. Ваша. Така е. Ваше. Ваше. Ваши. Точен. Ваши. Ваши. Нема множина, извини. Нема Заборев множина. да се Окей. занесов јас. Вака. 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 Извине, тоа моја грешка, требаше да повторам уште еднаш. Вата. Вата. Вака е точен, вата сега и вата е точен одговор. Вари. Вари. Така е. Ваза. Ваза. Ваза или вазна се? Двете се. Така е, точен одговор. Варен. Варен. И варен, точен. Вади. Вади. Така е. Веќе. Веќе. Точен. Време. Време. Имате време.
Така е. Ветен или Ветен. А кого е Филип Ветен? добро прошло. Така е, точен одговор. Вети. Вети. Така е. Вест. 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 Нема вест. За жал. Вещ. Весел. 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 Така е. Вещ. Вещ. Вепар. Вепар. Така е. Вепар. Вепар. Точен одговор. Виола. Виола. Врат. Така е. Врат. Така е. Вреќа. Вреќа. Така е. Враќа. Враќа. Точен одговор. Врана. Врана. Така е. Врба. Врба. Така е. Врза. Врза. И врза е точен. Вреди. Вреди. Точен одговор. Вози. Вози. Така е. Вода. Вода. Точен одговор. Води. Води. Така е. Висок. Висок. Точен одговор. Восок. Восок. Врти. Восок. Точен одговор. Врти. Уште 5 имаме. Врти е точен одговор. Врел. Имаме врел. Врел мислам дека немате. Не е кажано. Врел, точен одговор. Внук. Внук. Така е и уште 2. Вртен. Вртен. И последниот одговор кој ќе биде? Воден. Воден. Или не смее градови. Па во оваа ситуација ќе прогледаме низ прсти. Точно така, 38 точни зборчиња на 4 или 5 букви кои што започнуваат на буквата В. За појасување за да не настане некоја збрка, воден како мокар кој играме во оваа ситуација, не како град. Мајки Филип, одлично одиграно, честитки за првиот освоен поен. Имаме уште една лицитација, бидете внимателни во продолжение, зашто знаете дека работите можат на брзина и да се променат. Михаел и Марио, немам некоја замерка, убаво надавање, но некако ми легна повеќе. тема. Имам чувство за некои теми дека колку и да надаваме дека пак изиграат во дадени ситуации Мајки Филип со максимални одговори, но можеби и грешам, нели, додека не се случи тоа, не може. Може само да се претпоставуваме. Затоа сконцентрирано во продолжение, можеби баш кога доживееме тој момент. Михаел и Марио, супер играте, само храбро во продолжение и тоа е тоа. Секогаш нели храброста се исплати, па на крај ќе имаме едно изненадување за вас, но тоа кога ќе дојде време. Сега да ги прочитам уште 2-3 зборчиња ќе прочитам. Ако успеам да најдам сега, искрено, ведро, веѓа, вежба, венец, мислам дека кажавме, весло, ветре, вечер, вешт, виспа, витез, вител и така натаму. Сега, драги гледачи, е време и за второто надавање, односно втората лицитација. Ќе видиме дали ќе успеат Михаел и Марио да барат среќата преку пенали до целосен пресвр, или пак Мајки Филип по оваа лицитација повторно за 5-ти пат ќе ми се придружат тука и ќе се борат за парична награда. Затоа, нема да должам повеќе, темата за втората лицитација гласи: фудбал
фудбалски екипи во најсилните лиги на државите од некогашна Југославија. Ги бараме екипите кои оваа сезона 2025-2026 година настапуваат во најсилните фудбалски лиги во 6 држави настанати од некогашната СФРЈ, односно Македонија, Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Хрватска и Словенија. Мајки Филип, дали не е јасна темата? Да. Одлично, Михел и Марио, дали не е јасна темата? Да. Супер. Драги гледачи, при второто надавање први започнуваат да надаваат оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра. Во таква ситуација моментално се наоѓаат Михел и Марио. Повторно ќе ве замолам да исклучиме кабината на Мајки Филипа. Михел и Марио, кога ќе имате понуда, споделете со нас. 10. Започнуваме со 10. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. Колку река? 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 20. 20. 27. 21. 22. 22. 23. 23. 24. Едно повеќе, 24. 25. 25. Едно повеќе. 26. 27. 27. 28. 28. 28? Да. Ај, 29. 29. Округло 30. Заокружуваме на 30. Колку кажа? 30. 31. 31. 32. 32. 33. 33. Ајде некој одговара. Да одговарат. Ајде, Михел и Марио се реше да ви дадат на вас вие да одговарате. Мајки Филип, треба да ги исполниме овие 33 празни полиња со фудбалски екипи во најсилните лиги на државите од некогашна Југославија. Кога ќе бидете подготвени, слободно започнете. Вардар Скопје. Вардар. Така е. Шкендија Тетово. Шкендија. Така е. Струга Тримлум. Струга. Така е. Тиквеш Кавадарци. Тиквеш Кавадарци. Башкими Куманово. Точен одговор, Башкими Куманово. Така е. Шкупи. Шкупи. Точен одговор. Работнички Скопје. Работнички Скопје. Точен одговор. Арсими Чегране. Арсими. Така е. Академија Пандев Брера Струмица.
Брера. АП Брера Струмица, како е. Така. Брера. Брера скратена, целосно Да. е тоа. Така е, точен одговор. Сирекс Кратово, Силекс Кратово. Така е. Пелистер. Пелистер Битола, Пелистер Битола. Македонија Ѓорче Петров. Македонија Ѓорче Петров. Така е. Приштина, Косовска лига може, така? нормално, Екс-Ю Лига, Не браче, рековме само од републиките оние кои што остана како републики по распадот на Југославија. Значи Косовска лига не. Партизан, Македонија, Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Хрватска и Словенија. Тоа се оние држави кои што се бараат. Добро. Добро. Мислам, може да продолжиме, така? Па да, одреđија чим не Партизан. изреагира, ништо да. Не, да, не треба да грешка. Партизан. Партизан. знам да. Од Белград. Така е. Црвена звезда, Црвена звезда. Нови Пазар, Нови Пазар. Така е. Војводина, ја кажавме? Не. Ајде, Војводина. Војводина. На пола сме некаде од прилика сега. Тоа. ОФК Белград, ОФК Белград. Точен одговор. ТСЦ Бачка Топола. ТСЦ Бачка Топола. Бачка Топола, така е. 18 точен одговор. Дечич, или Дечичи, Дечич Тузи од од Тузи, да. Како? Од Црна Гора, албански клуб етничка. Дечич. Шампиони Белане. Дечич. Така е, точен одговор. Будукност, Будуќност. Така е. Сутјеска, Сутјеска. Борац Бања Лука. Борац Бања Лука. Сараево. Сараево. Така е. Железничар, Железничар. Железничар. Така. Точен одговор. Зрински, Зрински. 25 се извинам, точен одговор. Ајде, Хајдук. Одиме со Хајдук следно. Сплит, Така е, точен одговор. Динамо Загреб, Динамо Загреб. Точен одговор. Осијек. Осијек. Така е. Риека, Риека. Точен одговор. Прва лига на Сторовски. Славен Белупо. Славен Белупо. Бравос. Така е. Марибор, Марибор. Точен одговор. Олимпија Љубљана, Олимпија Љубљана. Така е. Сврлија на сред сезона. Уште едно имате полика, не сакаме да погрешиме сега. Уште едно? Уште едно. Да. Истра. Истра. Истра 1961 е 33-тиот точен одговор за Мајки Филип. Уште еднаш покажа дека нивното знаење на пошироки теми, на повеќе теми не е врзано само со една или две. Секоја чест
Повторно по пети пат ќе се видиме тука и ќе се дружиме на главната сцена, со тоа што овој пат не ве пуштам без пари да си одите. Се надевам. Мајки и Филип, за кратко се враќаме. Михел и Марио. Одлични, храбро се боревте, но едноставно немавте шанса, нели? Да одговарате, мислам и самите одлучивте. Така се надевавте на кикс, тој кикс не дојде, но ќе ме наградам за храбрата игра. Многу сакам да си давам до важност. Естаблишментот тука ќе ме награди. Бидејќи пето учество на вашите противници Мајки Филип со она вајлд карта продолжувате понатаму, што значи последното издание повторно на моје огромно задоволство ќе си се дружиме. До тогаш чувајте се, останете ми во добро здравје и едва чекам пак да се видиме. За жал сега во моментов ќе ви кажам чао. Тука имам уште доста клубови да офатиме, ќе прочитам само дел од Србија. Ги кажавме, ајде, поголемиот дел. Хрватска има тука поише Вараждин, Горица, Локомотива, Риека и така натаму. Словенија ги имаме Домчале, Копер, Марибор, Мура, Олимпија, Целје, Босна и Херцеговина, Велес, Широки Бриек, Слога, Добој, Железничар, Злински, Црна Гора, Арсенал, Тиват, Будучност, Морнар, Петровец, Сутјеска и од Македонија ги имаме Арсими, Башкими, Брера, Вардар, Македонија, Ѓорче Петров, Пелистер, Работнички, Силекс, Струга, Тикве, Шкендија и Шкупи. Драги гледачи и гледачки, останете со нас во продолжение за да видиме што ќе направат Мајки Филип кога ќе ги сочиме со темата од нашата листа. Се враќаме веднаш по пузата. Филип и Мајк се повторно со мене тука на главната сцена и ги завршуваат и последните консултации за тоа како да ми ги земат парите и за темата која што следува. Па нема многу да ви должам, да ви го одзимам времето. Знаете дека процедурално треба да видиме што се случува тука со нашата листа, па потоа да продолжиме и да ви соопштам темата. Нашата листа е составена од 15 празни полиња кои што треба да ги испишеме со точни одговори доколку сакаме да освоиме максималната парична награда. Во меѓувреме за 3 точни одговори ви следуваат 50 евра, за 6 точни одговори 100 евра, за 9 точни одговори 150, за 12 точни одговори 200 евра и за 15 точни одговори ви следуваат 300 евра. Минатиот пат ни беше на дофат, за жал мало кихче со Норвешка и на врати на нула, но денеска како што реков, не ве пуштам да си одите од тука без пари, сметам дека секој труд треба и да се плати. Дали сте подготвени да слушнете темата? Подготвени. Одлично. Имам интересна тема, драги гледачи, слушајте и вие, зашто денеска го тестираме нашето знаење на тема. Држави од Европа кои имаат знамиња со две бои. Бараме имиња на европски признати држави од Обединетите нации, чии знамиња имаат само две бои во било каков облик или распоред. Секако, имињата на државите ги бараме во наша транскрипција. Македонија многу нормално. Ти кај мене прва на листата е Македонија. Кои бои беа? Црвена и жолта. Грција, Албанија. Грција. Потоа Грција. Сино и бело е нивното знаме и тоа е точен Албанија. одговор. Албанија, црвено и црно. Црна Гора има две сата, има тиење. Идеме на Така е, 50 евра, што туку си ги обезбедивте. Честитки. Полска. Полска. Четврти точен одговор е Полска. Брати Монако. Брати Монако. Според боите, да. Да, Турција. Само момент, Монако за пети точен одговор. Така е, и Кој реков ми извини? Турција. Турција. Добро. Бела и црвена. Шведска, Данска. Турција за 100 евра, точен одговор. Ајде да одиме понатаму. Украина. Украина, Финска. жолто и сино, за 7 точни одговори. Финска. Така е. Финска. Да. Финска за 8 одговор, само да видам дали е точен, мислам Бело дека и е, плаво. да, бело и синото. Така е. До нив Шведска. И Шведска за 150 евра. Шведска 9 точен одговор. Честитки за освоените 150 евра. Ни остануваат уште 6 празни полиња за да Другарка им освоиме. Данска. Значи, продолжуваме веднаш натаму. Данска, црвена и бела боја нивното знаме. И ќе биде воедно и 10 точен Црвена, одговор. бела и Латвија.
и Латвија. Малце потемна, црвена. Така, Трула вишња. Трула вишња, на Трула бордо, вишња. како му даја. Да. И Австрија исто. Така е, Латвија точен одговор и Австрија за 200 евра. Исто бело-црвено. Така е. Швајцарија, Ќе ви кажам, јас не секирете, знам што ве збудува. Ајде, кажете кои ги сменат. Не, Швајцарија. Швајцарија, Ако има апликација некоја се брои во 2 бои само, се броите. Португалија. како Шпанија мислам. Не, Шпанија. И точка да е друга боја. Добро. Немаме. Швајцарија. Одиме понатаму? Да, Швајцарија. Ајде, Швајцарија. За некој пак Сузан Вела, тоа е број 13, но не и за Филип и Мајк. Грузија. Грузија. Се рачуна Европа, мислам. 10%. Да. Во Европа. Се рачуна. Ете, ја најдов и Грузија, така е, точен одговор. Сега има уште една. Ајде да видам која мислите дека е последна. Ќе размислиме. Не кегам за да не дојде до замана, не скам дукнеме работат. Има една држава која што не спаѓа територијално на Европа, но учества во сите На Израел се мисли. Да, и точно 15 се на списокот, затоа и ве опомен за така? да не направиме некоја. Не, пошто Израел не го рачунаме во Европа географски. Да, и јас Па затоа и ви го кажав. Затоа ги продавме сите, па не... Да, и за да не би фали, да не направиме некоја таква глупост непотребно, кажам дека единствената држава која што фали на оваа листа е, како што Израел. рековте, Израел. Дивните бои се бела и сина и немам што друго да ви кажам освен честитки за освоените 300 евра денеска во денешното издание на листа за 300. Многу ми е криво што и минатиот пат нели не ги земавме оние 300 евра, па со овие да беа многу поголема парична награда, но тоа е Дел што е. од играта. Така е, дел од Барем не играта. кажавме сега Норвешка пак. Да. Научивме лекцијата. Сега 15 требаше Норвешка. Не ги спомнуваме Норвешка. Супер бевте. И самите си знаете, ќе ни фалите тука во студиото, се навикнавме на вашето друштво, на вашата енергија, но знам дека ќе дојдете и наредната сезона друга повторно, прилика. пак ќе го продолжиме сето ова. Мајки Филип, со здравје да си ги трошите парите и останете ми во добро здравје. Со ова, драги гледачи, го завршуваме денешното издание на квизот листа за 300. Видовте како финишира, како завршија, триумфира како сакате нашите надпреварувачи Мајки Филип, односно сето тоа го круниса онака со стил, односно со парична награда од 300 евра. Значи има парична награда од 2-300 имаат, една 150 и една 100, тоа се значи 600, 750, 850 евра. Браво за нив, а вие останете во продолжение со програмата на телевизија Сител. Чекете го следното издание на нашиот квиз и никако не заборавајте, ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!